УГД Војдина ќе укинува некои од дисперзираните центри кои не го оправдале своето постоење. Ова е една од мерките кои како нужност ќе се наметнат, откако е констатирано дека дел од центрите генерираат трошоци, но не се атрактивни за соодветен број на студенти. Оние центри кои веројатно немаат свој, да кажеме, оправдување во поглед на тоа да екзистираат такви како што се, веројатно времето кое доаѓа само по себе ќе ги стави надвор од системот на УГД, независно од тоа дали ние сакаме или не сакаме да го правиме тоа. Во моментов своето постоење целосно го имаат оправдано само 4 дисперзирани центри. Тоа е наставниот центар во Скопје, наставниот центар во Струмица, наставниот центар во Кавадарци и наставниот центар во Прилеп. Тие имаат своји образовни структури и капацитети кои се уште се солидни и мислам дека нема ништо страшно во тоа да УГД својата специфика ја има како таква, со веројатно оптимален број на центри кои што можат оптимално да постојат. Проблемот со опстанокот на дел од дисперзираните центри е тесно поврзан со континуираното намалување на студенти на сите високообразовни институции. Тој проблем го почувствуваа и УГД, каде бројот на бруцоши од негогашните 5000 се сведе на околу 2000. УГД со своите капацитети што ги има се држи сега на некоја бројка што е негде 2100 студенти по година и мислам дека доколку успеваме ваа бројка да ја повторуваме и да ја одржуваме на нивото на тие 2100 студенти, мислам дека би биле задоволни во тоа што се случува на УГД. Новата година Штипскиот универзитет ја пречека со рейтинг кој го зацврсти на втората позиција во државата, но и со предизвик кој се нарекува нов закон за високо образование, кој несомнено ќе донесе нови стандарди во работата на универзитетите.